Уште малце е крај на војната. Советскиот сојуз е влезен во повеќе од пола Полска, американците и британците успеале да слетат на Нормандија и имаат земено 3/4 од Италија и Југославија е повеќе од пола ослободена. За ова видео треба да се вратиме во 1941 по инвазијата на Југославија. Вака изгледаат границите на 17 април 1941. Но за ова треба да се вратиме уште малце порано, пред инвазијата на Југославија. Пред Германија и компанија да напаѓаат Југославија, сакале да прават востанија во Хрватска и во Македонија, ама во Македонија не успеало. За во детали ќе збориме за ВМРО. Лидер на ВМРО во ова време бил Ванчо Михајлов. Контраверзна личност, нема многу да збориме за него, само знаете дека технички сака македонска држава и тоа е контраверзно, бил бугарофил. Но пред инвазијата на Југославија, тој бил исфрлен од Бугарија, па се преселил во Турција, па во Италија, па живеел во Варшава после инвазијата. И за цело време на Втора светска војна живеел во Загреб. Дај сабскрајб и лайк, не јади патлиџани. Океј, септември 1944. Како што можете да видите, границите се драстично сменети. Советскиот сојуз е више влезен во повеќе од пола од Романија, американците и британците се во повеќе од пола Италија и исто така партизаните имаат ослободено Југославија повеќе од пола. Во август 1944 година Бугарија изјавува дека е неутрална меѓу Германија и Советскиот сојуз. Но, 8 септември 1944 Советскиот сојуз се поминува романската и бугарската граница, каде што следниот ден Бугарија се предава. Уште малце е крај на војната и германците се спремаат за масивен контранапад на сите фронтови. Во Егејска Македонија има неколку илјадници германски војници кои треба да пристигнат назад во Германија. Ама нешто што Германија се загрижувала за е ако советски војници ги пресечат и ги обиколат. Затоа требало да најдат некој план. Германскиот план било само да бегаат најбрзо што можат. Ама, убаво за нив, на 8 септември 1944 година некои националисти во Македонија прогласиле македонска држава. Ама државата се подпирала на Германија за одбрана. Ама германците сидат на кај дома. И така државата е оставена на само и пропаѓа. Интересен факт е дека Тито и Југославија имаат признаено оваа држава како независна, се додека не пропаѓа на 13 ноември 1944, што го обележува крајот на Втора светска војна во Македонија. Крај би лайк и гледај следново видео.